Се уште е неизвестно дали од следната учебна година ќе бидат испечатени учебници по англиски јазик за основно. Резултатите од повикот на МОН кој траеше од 23 март до 28 април се уште не се објавени. На ова реагираа неколку дистрибутери на британски издавачки куќи кои се сомневаат во начинот на кој е спроведен повикот, на кој се бараат понуди за учебници по англиски, германски, француски, италијански и руски јазик. Изминатите 3 години не се правеше набавка, а учениците учеа од стари учебници или од интернет материјали. Министерката ги повика засегнатите да ги почекаат резултатите, а потоа, доколку има незадоволни, да реагираат институционално. Педагошката служба има директор. Јас како министер во овој момент ниту сакам, ниту имам право да се вмешам во овој процес. По закон, како што е законот, така носам одговорна за спроведување на процедурата. Како што е по закон побарано, така се постапува во Министерството. Таква информација имам од директорот на педагошката служба и верувам дека тука нема никаква дилема, дека е постапено по закон. Сите што мислат дека има некаков прекршок или за што и друго да се сомневаат, има институции во државата, слободно нека се обратат до институциите. Од следната година Јаневска најави целосно дигитализирање на оценките со свидетелства во електронска форма. При упис во средни и на факултет, образовните установи ќе ги повлекуваат свидетелствата по електронски пат. Исклучок ќе бидат оние средношколци кои ќе го продолжат високото образование надвор од државата. И оваа година дневникот бил подготвен. Руралните средини не биле доволно обезбедени со интернет и компјутери, предизвик со кој МОН ќе се справува во следниот период. Миријана Давидовска, Сител телевизија.